Може би е многу подобро да се изгуби квалитетна дебата, отколку да се изгуби квалитетен живот. Со овој буџет за 2019 година, вие не го подобрувате квалитетот на животот. Уште повеќе ги уништувате граѓаните на Република Македонија. Тоа ви го кажа и Светска банка, страм му беше на луѓето на италијанецот да ги чита податоците за Македонија. Тоа е квалитетот на животот, очите му капеа. Посетив вика 28 земји од Европската Унија, вие сте единствена што има негативен економски раст. И ги кажа причините човекот. Огромно ниво на корупција, договори во 4 очи, анекси од 200 милиони евра, вработување по партиска линија, министри што не одат на работа. Дај Боже дискусијата да не е квалитетна денеска и уште другите 12 дена, ама вие подобрете го квалитетот на живот. Први, амбиенталниот воздух исчистете го како што ветивте, ама тој не се чисти со спијање и со играње игри со тетрис, туку се чисти со работа. Се чисти со работа. Потрудете се Македонија да добија позитивна препорака во јуни новата година, оти очекувам дека и вие како и студентите од СТИВ ќе бидете уште еднаш истуширани со ладна вода. И пак ќе ви речат како што викаат американците, try again. Обиди се уште еднаш после една година. Тоа е, колешке, да се подобри квалитетот и на реформите и на животот во Република Македонија. Ве благодарам.